Почитувани наставници, почитувани колеги, добра вечер на сите и добре ни дојдовте на овој вебинар, на првиот во оваа нова учебна година, во која што една голема бројка на наставници, 424 во овој момент се вклучени за да го следат истиот. Пред се, овој вебинар почнува кај станува еден почеток на нов вид на вебинари, со кој што сакаме што поголем број на наставници да ги вклучиме не само во следење на вебинарите, туку и практична примена на наученото. За да не должам, сакам да го започнем овој вебинар со едно изненадување за сите вас, а посебно и големо задоволство за нас како организатори на овој вебинар, како основачи на Зон Учител, а тоа е нашиот специјален гостин, еден посебен наставник кој што има оставено голем белег во своето работење, долгогодишно работење како наставник, пред се како оделенски наставник. Во моментот кога ќе ви го представам, значи нејзиното богато CV, најголем дел од искусни наставници ќе видат точно за кој посебен гостин станува збор од една страна, а посебна инспирација за младите наставници, почетници, кои што ќе ја слушнат нејзината инспиративна приказна и зошто токму вако вид на вебинари ќе започнуваме оваа година. Пред се сакам да кажам дека во месец август организиравме, направивме една анкета за членовите на Зон Учител, која што беше споделена преку координаторите, во која што се побара мислење од наставниците како вид на вебинари сакат да следат преку Сдруженијето покрај другите активности. Искрено 289 анкетирани наставници, 200 наставници побараја да следат вебинари, каде што со помош на вештачка интелигенција на алатките ќе можат да креираат наставни материјали кои што ќе ме олеснат работата. Имајќи го во предвид ние тоа, имавме можност уште на самиот почеток да излеземе во пресред на наставниците и потребите и затоа почнуваме токму со овој вебинар. Сега би сакала, значи, да ја повикам нашата гостинка, а тоа е наставничката за мене најголемиот учител, Марина Василева Конол. Таа е учител, но е експерт по образовна технологија со 30 години искуство. Предавала на Институтот за педагогија и Меѓународниот Балкански универзитет и работела како експерт за STEM курикулум во Единбург универзитетот. Соработувала со USAID, UNICEF, Microsoft. Таа е светски шампион за дигитализација на бабините игри. Основач на Easy for Teachers Academy и директор на I'm Learner, обучила над 15.000 наставници за роботика и вештачка интелигенција. Нејзиниот STEM модул, имплементиран во Узбекистан, поддржан од Азиската развојна банка, бил презентиран на ЦЕРН, евалуатори на Scientix, Teacher Europe и Евидали со трудови од Elsevier и Springer. Марина со своите колеги од невладината граѓанска организација Friends работи за подобро образование преку технологијата. Вечерва се тие наши гости, до сега ја поканувам Марина да ни се представи на нашите колеги, чија што бројка е моментално 440 на овој линк. Повели, Марина. Добро вечер на сите. Ви благодарам за поканата да бидам дел од овој настан. Ната ме замоли да напишам неколку реченици за мојата кариера, која што би требало да инспирира повеќе млади наставници, без разлика на возраст всушност, дека можат во кариерата да напредуваат. Меѓутоа, јас овде вечерва сум поканета од Наталија да ви го представам Сдруженијето Пријатели на образование, Friends of Education, кои што се основани 2014 година. Ќе ја споделам веб страната на Сдруженијето. Се надевам дека може да ја видите сега. Нате? Да, се гледа. Океј. Значи, Пријатели на образованието е здружение кое што е 2014 основано. Идејата беше да
се препознаеме наставници кои што меѓу себе ќе си помогнеме со дали работилници, дали споделување искуства, дали ресурси, за да го зголемиме квалитетот генерално на образованието во Македонија за подобро за учениците во нивните училници. Здруженијево по нешто што е познато во македонскава наша фела е дека организира конференции. Се надевам, сега немам можност, многу е интересно на вебинар, не можеш да ги видиш лицата на сите присутни. Се надевам дека дел од вас и биле дел од оваа конференција. Конференцијата беше 7-ма поред која што организиравме. Меѓутоа, најголем одзив што го добивме за конференцијата беше каледиоскоп секцијата што ја организиравме за вештачка интелигенција во наставата, на која што се пријавија околу 20 наставници и ги презентира своите алатки како ги користат за како ја користат вештачката интелигенција во својата настава. Нате беше инспирирана и предходно, како што спомна, значи веќе ја истражила сферата на вашиот интерес, меѓутоа исто така инспирирана од каледиоскопот, сподели со мене дека сака да ме покани и мене како представник од Сдруженијето Пријатели на образованието. Ќе бидам што може пократка за да не ви го одземам времето, бидејќи она што е важно е да слушнете за повеќе за Сдруженијето и што можат група на наставници да направат со својата добра волја, со своето време и ангажман и ентузијазам. Нешто што нема пари што го плаќаат. Значи, Сдруженијево е вклучено во различни активности од соработки со проекти кои што јас ќе ги набројам, меѓутоа ако ја отворите веб страната на Пријатели на образованието која што представува лична карта на активностите што сме ги направиле, можете да видите дека учествуваме на Еразмус проекти, повеќе, меѓутоа бевме и национална контакт точка 2 години за Scientix, мислам дека дел од вас слушнале за овој проект, и секако соработувавме и со Open Society, со многу активности за мултизборко. Меѓутоа, она што сакам да ви кажам, дека странава која што сега ја споделувам со вас, ја работи Марина Танасовска, која што е наставник по информатика. Значи, не станува збор за нешто што ние имаме моќ да го плаќаме, па да имаме експерт кој што е за веб страни, туку ова се е влог на наставници кои што учествувале на многу проекти. Навистина, дел од нив дури добиваат и награди за постигнувања од различни сфери во кои што ние сме дел. Работилници со роботика, конференции, значи да не ви набројувам какви се активности, верувам дека дел од вас и веќе сте ги виделе активностите. Она што сакам исто така да споделам со вас е дека членови на Сдруженијето се председател е Бојан Василев, Дарко Талески, Елена Апостоловска, Зорица Трајановска, Марина е подпредседател на Сдруженијето. Имаме и членови, наше во Сдружение, значи имаше членови од 2014 кои што доаѓа, меѓутоа исто така ги наоѓаа своите активности и надвор од Сдруженијето, значи одреден период бевме, се дружевме и сме благодарни на тие луѓе, како што гледате овде на сликите, мислам дека многу ја препознавате професорката Вера Стојановска, која беше наш голем поддржувач за отварањето на ова невладина. Весела, имавме среќа еден период да не дружи, да се игра со нас. Сатки, мислам дека многу од вас го знаат, и да не набројувам, Цаци, Маја Китановска и така натаму. Јас една работа, ќе престанам да го делам ова,
да го споделувам стоп sharing, само да го снајдам кај беше. Help. Еве го стоп sharing. Една работа сакам да ви порачам на сите вас. Драго ми е што Нате не покани Friends of Education да бидеме овде, да го представиме каледиоскопот како една од активностите која што вие наставниците најмногу ја препознавте, а Сонја беше нашата најпопуларна наставничка на каледиоскопот и успеа да привлече огромно внимание и драго ми е што вечерва ќе биде тук. Драги мои, ако сме сложни и ако сме заедно, мислам дека можеме многу да постигнеме. Не мора се да биде платено и не мора се да биде кроз призма на пари гледано. Затоа што нашите крајни корисници се децата. Значи, она што ние сакаме да го научиме и вечерва, и во вашиот живот во иднина, секогаш завршува кога ќе ја пипнете кваката од училницата. Влегувајќи во училница, децата се тие што ќе ви бидат најмногу благодарни. Јас ви благодарам многу од името на Friends of Education и се надевам на соработка со Нате. Ви благодарам многу за поканата. Благодарам, Марина. Оно што сакам во овој момент да го кажам е дека кога Министерството има кампања Магијата е во знаењето, јас би го ставила тој магијата и во поврзувањето на наставниците, соработката, меѓусебното разменување на искуства, бидејќи ние на овој начин ние си разменуваме не само искуства, си ги јакниме своите компетенции, си наоѓаме многу заеднички теми, се во интерес на децата, како што кажа Марина. Значи, ние сме наставници со главна цел да им помогнеме на децата да ги стекнат своите компетенции кои што се неопходни за доживотно учење, односно за вклучување во општеството. Така да здружувањето на наставниците е најважна алка за да можеме да бидеме и слушнати и видени и да бидеме двигатели на сите нови реформи. Благодарам, Марина, и она што ги спомна сите конференции, Марина, мора да кажеме дека се дел од наставничките компетенции за доживотно учење, следење на конференции и вклучување и како учесници, но и како слушатели, се вреднува во нашето професионално досие и влегува нели во набодување кој што понатаму би овозможило да стекнуваме звања ментор, советник. Значи многу важна алка е следењето и учеството на конференции. Да не должам многу, јас да си ја представам Сонја, иако мислам дека нема потреба толку да ја представуваме, бидејќи многу добра знаеме, тај еден прекрасен наставник, искусен наставник кој што споделува многу со нас, но јас ќе почнам со незиното мото. Добро е познато дека учителот е вечен ученик и постојано се надоградува за да чекори со современите текови во образованието и да ги подготви учениците за иднината. Тоа е мотото на нашиот денешен предавач Сонја Трифуновска, поделенски наставник, ментор во основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Тај е еден амбасадор, автор на едукативни сликовници со дигитални задачи и прилечник за примена на наставни техники во наставата по македонски јазик, рецензент на учебници, автор на стручни трудови, коавтор на меѓународниот проект Креативна примена на нови наставни техники, поддржан од Зон Учител, заедно со нашиот координатор Зорица Дамчевска, а исто така е координатор на Сдруженијето за општина Тетово. На 7-та меѓународна ИДУ конференција за наставници и IT експерти во Струга, која што организира нашите пријатели од Friends of Education, оваа година која беше во знакот на користење на вештачка интелигенција за креативност и иновативност во наставата, Сонја Трифуновска беше презентер во делот на Каледиоскоп, каде што на вистина врвно ги презентираше можностите на алатката QuryPod и нејзината моќ да внесе интерактивност и креативност во нашите училници. На вечерашниот вебинар на Зон Учител, Сонја ќе зборува токму за оваа алатка, ќе ни објасни нејзината примена. И јас, како учесник на таа конференција, навистина не можев да останам настрана во својата размисла, во која што реков, Сонје, дефинитивно со оваа алатка треба да ни започне серијалот на вебинари на Зон Учител. Сонја повели, посакувам еден успешен вебинар со ова импозантна бројка од скоро 480 наставници.
Се извинувам Благодарам, уште Нате. накратко, ајде пред да почнеме со техничкиот дел, во чет ќе биде споделена значи линкот за формс за да може да си пополните ваши податоци за присуство на вебинарот. Ќе ве замолиме значи да се пополни, неколку пати ќе го споделиме во текот на вебинарот, а по проследувањето на презентацијата од Сонја, повторно ќе можеме да дадеме насоки за техничка поддршка поврзана со вашето пријавување. Ви благодарам. Најпрво јас сакам да се заблагодарам на Наташа за прекрасното присуствување и да ви посакам добра вечер на сите почитувани колеги. Чест ми е и задоволство да бидам предавач на овој вебинар на Зон Учител. Благодарност до председателката на Сдруженијето, Наташа Тодоровска, но исто така на почитуваната Марина Миткова-Конел, на Бојан Василев, Friends of Education и сите учесници во организацијата на 7-та едуконференција, за можноста што ја имав во делот Викалеидоскоп да ја презентирам алатката QuryPod. Ова беше прекрасен, голем образовен настан на кој што имаше многу колеги и од нашата држава и од надвор, каде што можевме да научиме и да споделиме многу идеи за користењето на вештачката интелигенција во наставата, со цел да ја подобриме, осовремениме, да ја направиме што покреативна, со цел учениците поактивно да учат и секако да имаат поголеми резултати и постигнувања во учењето. Јас сега веднаш би започнала со мојата презентација, само да ја споделам. Само ќе ве замолам да ми кажете дали се гледа презентацијата. Да, во ред е. Зошто започнав да работам со QuryPod, со оваа алатка за користење на вештачката интелигенција? Најпрво би сакала да кажам дека како што ме представи и Нате, јас секогаш сакам да внесам некакви новини во наставата, да ја осовременам со цел учениците да имаат поголеми постигнувања, меѓутоа исто така да се развие поголема колаборативност, интерактивност. И секогаш кога започнувам со некоја алатка, секогаш ги мерам резултатите и секако ги гледам и реакциите на учениците. Ги прифаќам оние алатки каде што гледам дека се постигнува ефективност во учењето, а оваа алатка ми беше токму таква, со која што постигнав учениците веќе кога ќе ја најавам алатката, толку да бидат возбудени, веднаш да ги очекуваат тие часови, активности со оваа алатка, каде што се сите, не само солидните ученици, туку и оние кои што имаат малку и потешкоти во учењето, се радосни да ја применат и да научат нешто ново. Тука сакам на почетокот само да споделам овие се моменти кои што беа фатени со фотографирање од 7-та едуконференција за наставници и IT експерти. Ова е делот Викалеидоскоп, каде што беа презентирани повеќе алатки од повеќе колеги. Тука гледате дека повеќе од колегите, значи, имаа можност и да проследат мојата презентација, да поставуваат прашања, па дури и во одредени моменти можеа и да ја испробаат оваа алатка. А што всушност представува QuryPod? Тоа е веб-базирана образовна платформа која што ни служи за создавање на интерактивни лекции, но исто така и активности. Освен оваа можност, QuryPod има и други дополнителни можности кои што можат да ни послужат во наставата и во текот на презентацијата ќе ги проследите.
Зошто исто така ефективна? Затоа што работи во реално време. Всушност, она што се презентира, учениците го следат. Тоа што го работат учениците, во истиот момент јас можам да го проследам на електронската табла или пак на платно, да видам колку учениците научиле, на кој начин учат, како размислуваат и во исто време добивам повратна информација за она што е научено во текот на часот. Значи, резултатите веднаш се прикажуваат на екранот и ние како наставници можеме да видиме дали она што сме го зацртале како стандард за оценување или резултат за постигнување, дали е постигнато на часот. Зошто би се користела оваа алатка? Најпрвен го поттикнува активното учење кај учениците, односно секогаш кога ќе се вклучи во наставата дали дигитален уред или пак некоја апликација, некоја платформа, кај учениците создава и возбуденост во нивните реакции, емоции, многу се посретни при учењето, иако се разбира дека јас не ги користам постојано, меѓутоа добро е од време на време, значи да користиме и вакви алатки, за да им се разбие она што значи потрадиционална настава или учење преку предавање, бидејќи во ова современо време, дигитално време, ние мора да наоѓеме начини како учениците да ги поттикнеме нивното внимание, концентрацијата да бидат на повисоко ниво. Исто така ги зголемува и мотивацијата и ангажманот на учениците. Учениците во текот на тие интерактивни лекции со QRePod имаат можност да покажат што научиле за време на часот, имаат можност да го искажат своето мислење, да соработуваат во групата, но исто така и да се надпреваруваат, бидејќи гледаат во реално време, во истиот момент колку постигнала едната група, колку другата и постои тој надпревар што го поттикнува и ангажманот и мотивацијата за учење, дека следниот пати може да бидат и уште подобри. Исто така, со помош на QRePod може да обезбедиме и персонализирано учење на тој начин што ќе ги адаптираме активностите на можностите, способностите на ученикот. Исто така, има можност, доколку активноста сме одредиле за време на планирањето, да ни трае, да кажеме, 5 минути, за време на активноста, учениците или одреден ученик додека решава, можеме да го зголемиме времето за неговиот одговор. Се добива брза повратна информација со помош на интерактивните лекции на QRePod, на тој начин што наставникот може да гледа што ученикот работи и веднаш му дава повратна информација. Меѓутоа, освен наставникот, можеме да избереме активност во оваа интерактивна лекција, која што вештачката интелигенција ќе му даде повратна информација на ученикот, и тоа не само кратка повратна информација, туку дури и дава одговор за начинот на решавање, постапките кои што биле применувани во текот на решавањето на задачата, така да ученикот може да добие насоки како да се подобри во учењето. Се поттикнува критичкото размислување и креативноста, затоа што може да се направат активности кои што нудат преголема креативност, тоа зависи, се разбира, малку и од наставникот на кој начин ќе го искористи, но може и самата вештачка интелигенција со помош на задачите, видот на задачите кои што се ставаат во овие интерактивни лекции, да ја поттикнат креативноста преку активности како бура на идеи. Исто така има
активности со цртање, активности на кое што на бела табла може да споделуваат различни мислења, да донесат некоја одлука врз основа на некоја ситуација која што се случила и на тој начин се развива и критичкото размислување кај учениците. Колаборативно секако и претходно споменав дека има во употреба на алатката Curipod, затоа што може да се искористи, јас најмногу така ја користам за заедничко, односно за работа во групи. Може учениците да работат заеднички на некои активности и потоа да се надпреваруваат по групи, меѓутоа за да дојдат до одговор на задачата или до решение на некој проблем, можат во рамки на групата и да соработуваат. Исто така се обезбедува и заштеда на времето на наставникот, затоа што знаеме сите колку време трошиме на подготовка на наставни материјали, на планирања на лекциите, а со помош на оваа алатка, само со разговор со бот можеме да дојдеме до една интерактивна лекција која дури може да трае 30 и 40 минути, односно да ни го обезбеди времетрењето на целиот час да биде покриен со активности. Сега, како да креираме сметка на Curipod? Кажав дека ова е платформа која што е со помош на интернет и на www.curipod.com се регистрираме со корисничка сметка, се разбира дека ни треба и пасворд, одиме на sign up. Многу важно е тоа што е алатката бесплатна, иако има дел за надоградување, меѓутоа тоа се прави со училиштен план. Иако мислам дека за потребите на нас, наставниците, доволно е и овој бесплатниот дел, бидејќи може да се креираат многу лекции, може дури лекциите да се едитираат одново и одново за некои други часови, само има ограничување на лекциите кои што сакаме да ги направиме приватни, лично за нас, а не да ги споделуваме со колеги, и можеме такви лекции да направиме само 5. Тоа е ограничувањето, но нема ограничување за лекциите кои што сакаме, кои што ги споделуваме. Исто така, добро е да се знае дека линкот од лекцијата која што е веќе креирана, кога ќе го добиеме, ние таа лекција можеме да ја едитираме, иако, например, ние не сме ја креирале, меѓутоа за наши потреби можеме да ја адаптираме истата лекција. Да се вратиме сега на креирањето на сметка, значи како кај другите платформи, значи секаде се бара регистрација, дали со мејл или пак со Google, се најавуваме, а потоа ни бараат која е нашата улога, дали сме во улога на наставник или училиштен администратор, ученик и така натаму. Треба да го штиклираме тоа поле. Исто така треба да селектираме од која држава сме, го бараме училиштето, доколку го нема нашето училиште, тогаш можеме да го додадеме. Исто така се избира и јазикот на кој што предаваме, односно наставните предмети кои што ги предаваме ние, и секако ние оделенските наставници ги избираме сите предмети кои што ги предаваме и во кој оделение предаваме. Кога ќе се регистрираме, значи ова е почетната работната површина каде што сме. Тука има не толку многу копчиња, помалку има. Најважното е за генерирање на лекција, портокаловото копче, кое што се разбира дека најчесто се користи, може да се генерира лекција со помош на вештачка интелигенција. До него имаме креирање од ново, значи од бела подлога ние целата лекција да ја креираме и може да креираме и фолдери.
Исто така, лекциите, тука ги гледате лекциите кои што јас ги имам креирано, дел од нив се гледаат и можеме да ги подредиме лекциите од најновата што е едитирана или уредена до најстарата, потоа по азбучен ред подредени. Исто така, од левата страна, под My Lessons, имаме My Reports. Ова се всушност сето она што го изработиле како одговор учениците од секоја лекција, стои името на лекцијата и можеме да го отвориме извештајот, да го реименуваме, потоа да го споделиме, например, доколку сакаме за учениците да споделиме како е изработиле некоја активност со родителот, можеме да ја испратиме и на крајот се разбира може и тоа да го избришеме извештајот доколку не ни е потребен. Во settings тука се наоѓаат нашите податоци, името, мејлот и можеме да се одлогираме и под него доколку сакаме лекцијата да ја избришеме, ќе одиме во trash folder. И сега за генерирање на лекции со вештачка интелигенција, како што кажав и претходно, одиме на портокаловото копче Generate Lesson и тога ќе ни се појави ваква површина што сакаме денес да учиме. Се појавува поле слично на ChatGPT, преку кој што разговараме со ботот, односно му кажуваме каква лекција сакаме да предаваме. Имаме повеќе опции да избереме. Кога ќе кликнеме до стрелката, се појавува цела лекција, full lesson, quick writes, брз одговор и test preparing, односно подготовка на тестови. Сега на кој начин ќе се подготви една лекција? Треба да напишеме што бараме, каква лекција, и многу е важно кога пишуваме да кажеме за каков вид на час се работи, односно дали е час за усвојување на нов наставен материјал или е час за повторување и утврдување. Се разбира дека пишуваме за кое оделение, кој е наставниот предмет, која е содржината и стандардот за оценување. Но при тоа не мора да значи дека веднаш штом ќе напишеме ќе ја добиеме лекцијата, затоа што можеби треба да дообјасниме каква лекција сакаме. Еве јас кога напишав креира лекција за трето оделение по наставниот предмет математика со содржина месна вредност на цифрите, единици, десетки, стотки месна вредност и стандард на оценување, одредува месна вредност на цифрите, единици, десетки и стотки на конкретен трицифрен број, тогаш добив одговор дека одлична е идејата, меѓутоа после мојот опис сака насочување на лекцијата и поради тоа не поставува уште неколку прашања каков тип на лекција сакате, затоа што јас тоа не сум го навела тука, за воведување во нова содржина, прегледување на содржината или да се везба веќе научена вештина, но исто така секогаш треба да се фокусираме на еден стандард за оценување, доколку има повеќе стандарди, веднаш ни дава само да избереме еден, инаку лекцијата не ни ја креира. Например, мене ми дава предлог да изберем еден свој стандард кој што ќе се искористи, односно една насока, да препознава и именува местата, единици, десетки, стотки во даден трицифрен број, да објаснува зошто цифрата има различна вредност, моделира трицифрен број со помош на модел со базни десетки и споредува два трицифрени броја користејќи ги местата стотки, десетки, единици. И на крајот ме прашува дали сакате да се држиме само до зададениот стандард или да се поврземе и со други доколку има, и тогаш ќе се финализира точната мерлива цел.
Одговорот му е лекцијата за воведување во нова содржина, држи се до зададениот стандард, одредување на месна вредност на цифрите во трицифрен број. И тогаш ни ја дава лекцијата на овој начин. Предмет, математика, оделение трето, целта е учениците ќе можат да одредат месна вредност, единици, десетки, стотки на секоја цифра во даден трицифрен број и стандардот одредува месна вредност на цифрите, единици, десетки, стотки на конкретен трицифрен број. Потоа повторно ми вели да прегледам дали се одговара, доколку е во ред да се притисне Generate Lesson за да се креира лекцијата, или можеме да продолжиме со разговор доколку сакаме некакви дополнителни измени. Доколку сакаме да продолжиме нешто, да му кажуваме некакви насоки, тогаш одиме на Keep Chatting, да ја конкретизираме лекцијата, но доколку ни одговара ова што ни е напишано, тогаш само одиме на копчето да креираме лекција или Generate Lesson. И сега доаѓаме до ваков прозорец во кој што од левата страна има преглед на лекцијата во која што дава, но најдолу пишува generating, тоа значи дека во моментот ја генерира лекцијата. Интерактивната лекција е во форма на презентација. Презентација со слайдови. На почетокот се разбира, првиот слајд е со наслов на лекцијата, а потоа, како што изминува времето, се редат слајдовите и може да бидат тие слајдови комбинирани, да има слајдови со објаснување на поимите и слајдови со активности за учениците. Како што еве, например, овој слајд што го гледате, запиши го бројот 482, објасни со твои зборови која е месната вредност на цифрите 4, 8 и 2. И сега за овој тип на активност, бидејќи е со вештачка интелигенција да се добие повратна информација, значи откако учениците ќе изработат активноста, добиваат повратен одговор од алатката за вештачка интелигенција. Кога е веќе креирана лекцијата, значи вака изгледа, слајдовите се долу наредени и тука можеме да завршиме со лекцијата, значи и да ја споделиме со учениците. Меѓутоа, сакам да ви напоменам дека многу често се случува да има различен тип на грешки во лекциите. Например, правописни грешки, да има употреба на некои букви кои што, например, не се од македонската азбука, или пак, например, да биде искористена некоја активност која што ние сметаме дека не е во функција на стандардот за оценување кој што сме го поставиле. И заради тоа, секогаш, значи, да ги провериме слајдовите дали се во ред, дали одговараат на способностите на нашите ученици, дали со тие слајдови ќе го постигнеме тоа што сме го поставиле за цел. Може да се изврши копирање на секој од слајдовите, може да се избрише слајд, може да се вметне нов слајд, може да се вметне активност, може да се вметнуваат слики, фотографии, може да се вметне исто така и видео, различни стикери и така натаму. Сакав и тоа да напоменам дека иако сите команди тука што се дадени се на англиски јазик, ние можеме да пишуваме со оваа алатка, значи на мајчиниот јазик, и дигиталниот ресурс кој што ќе го добиеме ќе биде на јазикот со кој комуницираме со четботот. Кога сме ја провериле лекцијата, значи сме виделе дека сите слајдови се во ред, активностите се во ред, сме подесиле, например, на секоја активност колкаво ќе биде низиното време траење, тогаш одиме на копчето Preview. На тоа копче
можеме да видиме како ќе им изгледа екранот на учениците и како ќе изгледа нашиот екран кога ќе направиме почеток на лекцијата или start now. Вака изгледа екраните, значи од левата страна се наоѓа екранот како изгледа на ученикот, а од десната страна е во училницата екранот, односно екранот што ќе се појавува на електронската табла, платното и така натаму, каде што ние проектираме. Сакам да кажам исто така дека за учениците не треба да бидат најавени на QReport. За нив едноставно треба да одат на сајтот curie.live, на кој што ќе го метнат само пинот од лекцијата, кој што го гледаат пред себе и на тој начин сам ќе влезат во лекцијата. Наставникот гледа кој ученик влегол или која група на ученици и се појавува ова прозорче каде што е QR кодот и тука имаме дека се чекаат учениците да влезат во лекцијата. Сега би сакала да ги кажам и кои видови на активности ги има во оваа алатка. Има отворени прашања. Значи, покрај слайдовите каде што се објаснуваат поими, ова се активности кои што се задаваат на учениците во интерактивната лекција. Значи, можеме да имаме слайдови со отворени прашања, на кои што се разбира, ќе поставиме некое прашање, бараме отворен одговор од ученикот, не го ограничуваме, значи, потоа учениците можат да креираат цртежи, можеме да ги анкетираме, но најчесто во оваа алатка оваа активност пул се користи и за одговор на прашање со избор на повеќе можности и така можеме да направиме проверка дали учениците го совладале тоа што е учено на часот. Исто така облакот зборови или word cloud се користи за бура на идеи, можеме, например, да го искористиме за набројување на нешта и откако сите ќе завршат со активноста, тогаш се појавува на нашиот екран збир од сите зборови кои што го напишале учениците од целата паралелка. Исто така има и активност била табла или AI whiteboard, каде што на учениците може да им се задаваат различни задачи и со пишување и со цртање. И ова го споменав и претходно, ви повратна информација, која што ја добиваат најчесто после поставено прашање за начинот како ја решиле задачата или процесот на постигнување до резултатот и учениците откако ќе објаснат, ви им дава повратна информација како тоа го изработиле. Ова е сега пример за отворени прашања. Еве едно отворено прашање од еден мој час, кога гледаш дигитален часовник на телефон, бројот 7:45 ни кажува време, затоа што секоја цифра има посебно место за часови и минути. Смисли друг уред што покажува броеви на различни места и објасни како луѓето го читаат. Тука учениците, значи, ќе ставаме во улога да размислуваат, да наоѓаат примери, примерите да ги можат и да ги објаснат, затоа што ова е отворено прашање. Креирање на цртежи може да биде следна активност, drawing, односно тука им се појавува како дел за цртање, со помош на моливче, тие цртаат она што се бара од нив, например нацртај скелет на риба, една од активноста која што сум ја дала, и учениците на ваков начин успеале да дојдат да нацртаат. Но многу интересно е тука што кога им се задаваат вакви активности каде што
цртаат или даваат некои креативни одговори, некои нови идеи, тогаш имаме можност ние како наставници да дадеме подесување на лекцијата, односно на делот на активноста, да гласаат учениците. И тогаш им се појавуваат, кога ќе кликнат на voting, гласање, тогаш им се појавуваат сите цртежи кои што ги изработиле од сите групи и гласаат и резултатите им се појавуваат, имаме рангирање на цртежите, например, како во овој случај, и тука има за кој цртеж по колку гласа има. И тоа предизвикува многу убави чувства, многу голема мотивација кај учениците за секоја следна активност. Еве ова како искористено анкетирање или пул, например, може да се постави ваква задача во кој трицифрен број цифрата 5 има најголема месна вредност, дали во 158, 503 или 945. Учениците кликаат на одговорот и се појавува колку ученици, например, за кој одговор го кликнале и дали е тоа во ред. Еве, например, овде имам еден друг пример, кога добиле цртеж на скелет, на кој животно припаѓа скелетот на птица, и од сите 5 групи кликнале дека тоа е скелет на птица, дека го препознале. Облакот зборови активноста или word cloud може да се користи, како што кажав и претходно, за бура на идеи, например, напишете зборови кои ве подсетуваат на есен, или пак може и наброите двосложни зборови. И за на многу начини може да се искористи ова активност. Ви повратната информација може да се една ваква задача, например, спореди ги броевите 739 и 782, кој е поголем број и како тоа го знаеш, објасни ги чекорите. Па учениците треба да објаснат како ги споредуваат цифрите на стотки, потоа дали тие се со еднаква вредност, цифри и дали треба и на единиците да ги споредуваат и објаснуваат зошто например 782 е поголем од 739. Сега овој одговор што ќе го дадат учениците, ви им дава повратна информација. Еве, например, една ви повратна информација вака изгледа: одговорот е точен и одговара на сите делови од прашањето, објаснувањето опишува јасен, точен процес за поддршка на конечниот одговор, насудувањето користи концепти и клучен вокабулар и така натаму. Значи, има објаснување на кој начин е стигнато до одговорот. Ова е бела табла активноста. Например, една активност е нацртај табела и објасни колку стотки има бројот 528. Тука учениците имаат можност и да цртат, можат и сметалка да нацртат и потоа да објаснат тоа што се бара во задачата. Еве тука на овој слайд можете да видите дека доколку кликнеме на еден од слайдовите, ни се појавуваат повеќе можности. Ни се појавува AI Whiteboard, каде што бидејќи сме токму на таа активност. Меѓутоа имаме можност да додаваме позадина, имаме можност да додаваме слайдови на Add Slide, да додаваме видеа или илустрации на Add Visuals, да додаваме текст, дури има и превод на јазик кој што сакаме да ни биде преведена активноста. Можеме и да додадеме, најгоре имаме да додадеме активност или пак да ја едитираме активноста и да додаваме времетраење. Тука забележувате дека има времетраење на активноста од 5 минути, меѓутоа на копчето со минус можеме да намалуваме, на копчето со плюс да го зголемуваме времето, а истото ова можеме да го правиме и доколку сме започнале со лекцијата.
и гледаме дека, например, учениците не стасале со активноста, им треба уште време и можеме да додадеме 1 минута или 2 минути како што мислиме. Еве ова е еден пример од одговори од белата табла, ова е со помош на цртање, значи ова се одговори од различни групи и може исто така и овде да има гласање за одговорите. Сега, откако сме ја и креирале лекцијата, можеме да одиме во Lesson Settings, каде што ќе имаме подесувања, даваме наслов на лекцијата, под насловот е опис на лекцијата, односно каква лекција е тоа, например дека е по математика за трето деление за одредување на местна вредност на цифрите во трицифрен број. Потоа можеме да побараме реалните имиња на учениците да бидат запишани, но можеме и тоа копче да го исклучиме, односно да работиме доколку сакаме анонимност да постигнеме некаква, да го исклучиме и тогаш самата алатка ќе им дава на учениците некои англиски имиња се, меѓутоа некои неизини имиња и нема да знаат и учениците меѓусебно кој ученик е тој што дал одговор. Исто така може да има автоматско филтрирање на некоја содржина која што не соодветна, ако го штиклираме копчето на он. Лекциите, како што кажав и претходно, може да бидат споделувани, најчесто ги правиме за споделување за да си помогнеме во работата. Ги споделуваме преку копирање на линкот од лекцијата, тоа е првото портокалово крупче. Можеме на LinkedIn, Facebook, Messenger, со QR код, со WhatsApp, на Teams, значи може да се споделуваат лекциите. Доколку кликнеме на Lesson is Shareable, тогаш значи ја споделуваме лекцијата, ако не тогаш таа значи нема да биде јавна, ќе биде лично само за нас. И имаме опција Download PDF, значи во PDF формат може да се спушти лекцијата, меѓутоа можностите се менуваат од ден на ден. Засега, значи доwnloadирањето во PDF е можно со School Plan можноста. Таа можност, значи, се постигнува откако ќе има договор со училиштето и ние можеме како наставници да побараме да се направи School Plan, меѓутоа тука мислам дека училиштето некои трошоци плаќа, но можеме и ние да направиме School Plan, меѓутоа и тогаш треба нешто да се доплати. Иако сметам јас еве работам со бесплатната верзија, можеме значи слободно да ја користиме и да снимаме лекција над лекција и да си правиме нови, така да можеме бесплатната верзија да ја користиме. Како ќе започнеме со споделување на лекцијата со учениците? Тоа ќе го направиме на копчето Start Now. Откако сме кликнале на Start Now, веќе учениците ја гледаат лекцијата пред себе. Значи, во една училница треба да постои проектор, се разбира за да може да ова да се спроведе. Проектор може да има електронска табла, но еве јас на пример лично немам електронска табла на бело платно го правам тоа. А учениците треба да имаат исто така дигитален уред. Може да имаат таблети или пак мобилни телефони, бидејќи ние имаме по неколку таблети само имаме таква можност. Работиме заради тоа по групи. Учениците ја гледаат лекцијата на платното или на електронската табла, како што наставникот ги врти слайдовите, така и се вртат и слайдовите кај учениците на нивните дигитални уреди. Например, ако првиот слајд е за објаснување на поими, се разбира дека ние ќе го објасниме слајдот, но исто така можеме и да поставуваме прашања на учениците, да добиваме од нив одговор. Кога ќе дојде слајдот со активност за ученици која што е
од интерактивната лекција, тогаш ние мора да направиме start activity, односно да ја започнеме активноста, учениците добиваат време за кое што треба да ја извршат таа активност, а по завршување на активноста ние повторно на нашиот екран, односно на електронската табла, добиваме резултати од она што учениците го изработиле. Еве сега тука можете да видите фотографии од часовите, како што гледате, ова не е ни во мојата училница, ова во училишната библиотека, бидејќи тогаш се уште немав ни проектор во училницата и имаме проектор во библиотеката. Таму учениците, значи, на платното ја следат презентацијата, а на нивните таблети можат потоа да ги решаваат активностите. Еве и тука има исто така како учениците се постојано ангажирани, дури, например, кога е одбројувањето за да заврши активноста, толку се активни и гледаат и на времето, дури одбројуваат заедничко и некогаш па се договараат што ќе пишуваат, ги споредуваат резултатите, кој е мој одговор, кој е твој одговор, и многу е интересен часот и се постигнува голем ефект. Се разбира дека ваквите часови не може постојано да се реализираат, меѓутоа добро е да има и вакви интерактивни часови каде што и учениците ќе се стекнат и дигитални вештини. И сега накратко само за другите можности на QuryPod, кои што може да ги користат, се разбира, и оделенски наставници, меѓутоа сметам јас лично дека делот со интерактивните лекции најмногу можеме да го користиме, а има и делови кои што се уште во нашата држава ги немаат стандардите на QuryPod и потешко се реализираат. Има други можности, се брз одговор со пишување на дадена тема, например да им дадеме на учениците да напишат еве за некое годишно време или што мислат во врска со некоја ситуација со насилство, еве да кажеме, и тие даваат брз одговор, да кажеме ги ограничуваме на 5 до 10 минути. Потоа има дел за подготовка на тестови, но најпрвин за тестовите треба да се избере државата и нашата држава се уште не е на таа листа, значи и тие стандардизирани тестови кои што ги има во некои држави се појавуваат веднаш по одредени стандарди и тие лесно може да ги користат овие тестови. Меѓутоа оваа можност јас не можам да ја користам, сметам дека, мислев најпрвин дека е тест како наставен лист што може да се искористи за лекција, меѓутоа овие се стандардизирани. И исто така можеме да направиме и внесување на интерактивност, кога ние веќе имаме подготвена PowerPoint презентација, можеме истата да ја направиме да биде интерактивна, односно да ја вметнеме во QuryPod и да добиеме интерактивност. Сега ќе ви покажам на кој начин се добива брз одговор на зададена тема. Има дел во QuryPod каде што може да се избере пишување на брзо пишување на одговори и тоа е за различен вид на одговор, например за вежби или пак информативни текстови, наративни текстови за раскажување. И сега кога јас го користев овој дел од QuryPod, само например кога ќе кликнам на една од можностите, например јас кликнав на 5-минутно пишување, ми се појавија овие надолу лекциите кои што ги даваат за примери и кога ќе се влезе внатре, може да се едитираат и да се пишува на јазикот што го посакувате. Например, јас една од тие лекции кои што беше на англиски јазик, значи си ја адаптирав
да има учениците брз одговор, размисли какви активности се корисни за да се прават во слободно време, размисли како таа активност ти користи тебе, и на крајот ќе гласаме за најдобрите примери и идеи. И потоа се споделуваат. Еве го овој дел што ви кажував за подготовка на тестови, и во првиот дел каде што има тест селект, тука стојат се редат имињата на државите кои што треба да се селектираат. Внесување на интерактивност во подготвената презентација се прави на делот и претходно што го покажав, каде што имаме и за изработка на цела лекција. Меѓутоа, од левата страна има едно делче со плусче, каде што пишува Use my materials, употреби ги твоите материјали, и тука имаме можност. Paste in text, значи можеме во делот за пишување да вметнеме некој текст што претходно сме го подготвиле за тој текст да се направи лекција, но можеме и да вметнеме презентација и со помош на таа презентација да се направи интерактивна лекција. Лекцијата со презентација се прави на тој начин што се додава презентацијата. Сигурно гледате, кај еден има Add your presentation, Select presentation, и тука имаме можност да ја вметнеме презентацијата. Потоа на второто ни дава да го избереме оделението со кое работиме. Тука во празното поле можеме да дадеме некаков опис, некакви критериуми, но овој дел Align to Standards не можеме да го користиме и можеме да избереме долу јазик и на крајот Generate Lesson. Сега од искуство со овој дел од QReport можам да ви кажам дека доколку ставаме слайдови каде што се објаснуваат одредени поими, тогаш полесно му е на QReport да ни направи задачи, односно активности за учениците, но доколку во презентацијата, јас имав една таква презентација каде што има вметнато задачи во форма на прашања, тогаш не ги препознава како прашање и од нив не прави интерактивни активности. Затоа и мој совет ви е да имате презентација, да направите презентација каде што се објаснуваат поими, има фотографии, така, а не да се поставуваат директно прашања до учениците, бидејќи тие слайдови ќе останат како некорисни, па мора после да го едитирате, да го уредите и да го избришете слайдот. Еве една презентација која што јас претходно ја имав подготвено во PowerPoint, потоа ја генерирав тука, односно ми ја направи интерактивна QReport, и тука како што гледате долу, исто и како претходно се редат слайдовите, можете повторно значи да ги уредувате, да бришете, да додавате слайдови, да додавате активности, да додавате време во секоја активност или да го намалувате времето. И така натаму да се додава визуелни некои елементи. И има еден интересен дел кој што е за поврзување и соработка, односно на QReport има тимови од колеги, наставници. Например, има QReport Math Classroom, каде што наставници по математика, например, се во тој тим и си изработуваат интерактивни лекции во тој тим. Или пак во некоја друга група на предмети, и на тој начин може да се и да соработуваме со други наставници и од други држави и да ги споделуваме наставните материјали. Се разбира дека тоа е исто така важно, бидејќи што повеќе идеи има од нас како колеги, дека и на тој начин можеме да ја подобриме и наставата во училницата со примена на идејата или пак со размена на идеи.
Она што би го издвоила како нешто важно за оваа алатка, дека се постигнува интерактивна настава и дека учениците се ангажирани многу со примена на овие интерактивни лекции од QRePod. Тоа е она што сакав да го презентирам за алатката QRePod, меѓутоа сакам да најавам дека овој вебинар, како што кажа и председателката Наташа, е прв од серијалот вебинари за вештачка интелигенција, меѓутоа со овој вебинар ќе има два вида на сертификати. Еден сертификат ќе биде за стекнати знаења, значи за знаењата стекнати од овој вебинар, со тоа што на задната страна од сертификатот има што е работено, кои теми беа обработувани на овој вебинар и кои компетенции се стекнати од вебинарот. Се разбира дека овие сертификати ќе ги добиете на Facebook страната на Зон Учител, бидејќи тука се споделува и линкот, откако ќе бидат изработени, но ново е тоа што од овој вебинар имаме и сертификат за применети знаења. Сертификатот за стекнати знаења е во времетрајање од 2 часа, но сертификатот за применети знаења е во времетрајање од 4 часа. Што треба, на кој начин ќе дојдеме до овој сертификат за применети знаења? Најпрво, треба да се подготви една интерактивна лекција со QRePod. Значи, оној дел каде што алатката и задаваме каква интерактивна лекција сакаме и можеме дури и да ја уредиме лекцијата. Потоа, со помош на тој дигитален ресурс, што сме го создале со QRePod, да реализираме еден наставен час и на крајот пополнување и испраќање на формулар. Во формуларот секако дека треба да биде линкот од интерактивната лекција на QRePod и да има една фотографија од часот. Сето тоа ќе треба да се испрати на мејлот zonqrepod@mailmunchek@mail.com. Меѓутоа, ова јас го сакав да го истакнам и во текот на презентирањето на овој вебинар. Меѓутоа, по-конкретно за сите овие чекори за за сертификатот за применетите знаења, исто така ќе биде истакнато и на Facebook страната на Зон Учител, каде што ќе има конкретни напатствија и исто така како треба да се испрати формуларот, на кој мејл, кој ќе биде рокот. Во договор со председателката најверојатно ќе биде рокот до 1 декември, значи за да има време и да ја истражувате малку алатката, да се подготви интерактивна лекција со QRePod, да се реализира часот и за да може да се пополни формуларот. Вака изгледа сертификатот за применети знаења. Тој е во времетрајање од 4 часа, како што нагласив, и тука на задната страна исто така е запишано времетрајањето за подготовка на интерактивната лекција, реализација на часот, но и анализа на резултатите од активностите и проценка на ефектите, бидејќи како што кажав предходно, од учениците ние ги добиваме одговорите од сите активности кои што ни седат во My Reports и таму можеме да ги анализираме и да кажеме севкупно рефлексија да дадеме, дали ефективно она што сме го сработиле на часот, каква е повратната информација и од учениците, колку тие совладале на часот. Значи, секако дека и во формуларот ќе биде потребно да се напише таква рефлексија. Исто така и учесниците кои компетенции и знаења ги имаат стекнато преку изготвувањето на лекцијата и реализацијата на часот, како и рефлексијата.
Ова е се што испланирав да биде во рамки на презентацијата. Во меѓувреме јас малце само да потсетам, огромен е бројот на наставници што си пополнеа форм, значи своји податоци, но доколку некој заборави, а бројката се уште е висока, постојано сме околу 500, ви замолвам во чет да си го пополните формуларот на формс. Ви благодарам. Сега би сакала по-конкретно, значи практично, ќе ви покажам со алатката. Само да го споделам екранот. Дали се гледа, само да ми потврдите? Да. Моите лекции на Curipod е така. Сега, за да креираме интерактивна лекција, одиме во Generate Lesson. Кога ќе кликнеме таму, ни се појавува ова прозорче и тука пишуваме каква лекција сакаме. Например, креирај лекција за трето оделение за усвојување на нови знаења со содржина видови зборови во реченица и стандард за оценување разликува општи и сопствени именки во реченица. Мислам дека добро напишав. И сега тука гледате дека копчето ми е на full lesson. Сакам да креирам целосна лекција, како што ќе биде и за задачата за стекнување на сертификат за применети знаења. И одам само на стрелката портокалова и да видам дали ќе ме праша уште нешто во однос на лекцијата или му е доволно она што јас го напишав. Да ми даде одговор готово за генерирање, предмет македонски јазик, граматика, оделение трето, цел за учење, учениците ќе можат да разликуваат општи и сопствени именки во дадена реченица, наблюдувајќи контекст и почетна голема буква, време траење 30 минути на лекцијата, разликува општи и сопствени именки во реченица. Продолжете со разговор за измени или генерирајте лекцијата. Јас си во интерес на времето, само колку да видите како тоа изгледа, еве ќе генерирам лекција. И сега тука ми дава да изберам како сакам да ми биде позадината за мојата лекција. Еве, например, класично ќе изберам и продолжувам. И сега гледате долу има generating, значи тука се генерира веќе лекцијата, ама тука уште не ни се појавуваат долу слайдови, бидејќи му е потребно малку време, значи дури може да биде и неколку минути, додека се генерираат сите слайдови. Во било кој момент, значи ние можеме да му дадеме команда стоп и тогаш ќе престане со генерирање на слайдовите. Меѓутоа, доколку сакаме лекцијата да ни биде комплетна и како еве сега гледате дека започна со генерирање на слайдови. На почетокот, еве, како ги препознаваме сопствените именки, тука целта е запишува и понатаму ќе продолжат други слайдови. Значи, и доколку не сакаме вака да ни изгледа насловот,
ние можеме тоа после да го измениме откако ќе се генерира лекцијата. Само ќе кликнеме на текстот и веднаш ни дава можност за да пишуваме. Сега мора да почекаме да се изгенерира лекцијата. Како што гледате тука во презентацијата, јас имав копче превју ви покажав, но сега изменето малку верзијава на QReport и сега има Classroom Simulator. И тука може да се види како изгледа екранот на ученикот, а како изгледа екранот кај наставникот. Еве го и копчето на Start Lesson, како што гледате не е активно, пасивно е, бидејќи се уште лекцијата не е генерирана. Ќе почекаме уште малку. Еве како што се редат слайдовите, може да видите над секој од слайдот дека имаме еден прв слайд, втор слайд, на третиот слайд не пишува веќе слайд, туку пишува open question, значи дека тука веќе имаме активно за отворени прашања. Четвртиот слайд имаме или наслов, или пак објаснување на поими, исто така и на петтиот слайд. На шестиот слайд горе имаме пул, значи веќе ни дава можност за задача, активност, анкетирање или избирање на една можност од повеќе зададени можности, и на тој начин ќе се редат сите слайдови. Кога ќе одиме со маусот со глувчето на еден од слайдовите, тука долу ни се појавуваат 3 точки. Ако кликнеме на нив, гледаме дека имаме можност да го избришеме слайдот, да направиме уште еден ист, односно да го дуплицираме или да додадеме нов слайд. Еве, штом кликнам на едниот слайд, се појавува и активноста која што ќе им биде зададена на учениците, која именка е собствена во реченицата, Тина и куче. Сега гледате дека тука треба да биде и кучето, трчаат во парк, затоа мора убаво да ги или и едно куче трчаат во парк, значи мора да направиме измена во реченицата за да ни биде се правилно направено, бидејќи вештачката интелигенција прави грешки. Меѓутоа, еве, како што гледате и сами, имаме различни видови на активности, имаме објаснување, значи самата алатка вметнува и илустрации каде што мисли дека е потребно. Еве, има и едно прашање за размислување за учениците, зошто Скопје е собствена, а град е општа именка, да дадат одговор на прашањето, задачи за да се примени, имаме различни нивоа на задачи. И еве ни даде последното ние со давање на повратна информација од страна на ви. Дури има како и учениците сами да направат проценка како научиле подобро, на кој начин. Она што, еве, сакав, например, да ви покажам, да направам измена. Еве, гледате дека се направи како правоаголниче овој дел. Јас можам да го изменам. Например, напишам општи и собствени именки, да ми биде насловот. Например, еве ги тука можностите ги гледате: отворено прашање, цртање, анкетирање, облак од зборови, бела табла да се додаде или ви повратна информација. Можеме да додаваме слайдови тука, како што ви кажав, да се додаваат, например, тука има можности за сликички да се додадат, гифови, да се додадат активности. Кога ќе одиме, тука ќе ни се појават активностите. Кога ќе кликнеме на Classroom Simulator, еве тука ни ја дава опцијата како е кај ученикот,
како е кај нас и дека се чека за одговори за да започне лекцијата. И така, на тој начин, штом ни е изготвена лекцијата, сме ја провериле, можеме да одиме на Start Lesson, и кога ќе одиме на Start Lesson, вака, ни дава ваква опција, еве некој се приклучил, можеме да кликнеме на опцијата Start, еве почнуваат од колегите да влегуваат по лекцијата. Сега сакав исто така да ви дадам една можност, кога ќе одам кај Home, тука ми ги дава, значи, сите лекции што ми се изготвени, но ми дава и My Reports, и тука ги имаме од сите лекции кои се одговорите на учениците. Например, еве имаме една лекција за скелет. Доколку групата ги одговорила сите прашања, значи е 100%, тука има. Овие ученици не успеале да го таблетот им се исклучил и не решавале, после се приклучили на други ученици. Меѓутоа има, значи, овде сумарни резултати и имаме по ученици од името на некој ученик, значи можеме да видиме кој ученик што направил. Тука си имаме, значи, и можност да имаме увид во изработеното, и за да имаме можност потоа и за оценување. Сега сакав уште нешто. Ќе ја вклучам оваа лекција, која што ми е сакам чисто да добијам повратна информација за тоа што мислите за оваа алатка QueryPod, и едноставно да видите како функционира кај учениците, каков ефект добиваат учениците и на кој начин тие ги добиваат активностите. Ќе ја започнам сега лекцијата. Доколку сте во можност, може да влегувате и да ги влегувајте, и јас кога ќе направам, значи, старт на лекцијата, тогаш ќе можеме и да започнеме со активностите. Има мал број на активности во интерес на времето, меѓутоа би сакала да влезат еве повеќе колеги, за да можат да испробаат и да добиеме исто така повратна информација за оваа алатка. Еве веќе 20 од колегите. Доколку кога одите на првата активност, ова сакам да напоменам, кога одите на првата активност, доколку не ви го дава прашањето или активноста, на мобилните телефони се наоѓа долу, има едно копче фокус, каде што кога ќе го кликнете, ви го бара името да го запишете, ќе го запишете името, па после ќе ви ја даде задачата, а тоа на лаптопите и на компјутерите се наоѓа од левата страна. Значи, копче фокус. Доколку имате некаква потешкотија со решавање на активностите кои што се дадени, ги гледате сите имињата, не се реални, самиот QueryPod ги дава овие имиња автоматски. Значи, учениците може да го скенираат QR кодот или да одат на Cury.live, каде што ќе го вметнат пинот 619-145 и веќе ќе стасаат до активноста. Ајде, уште малку ќе почекаме. Да видиме дали може оваа бесплатна верзија да ја користиме и кога имаме поголем број на аудиториуми, поголем број на ученици, например, дали ни дава можност да ги решаваме овие активности. Еве, барем ќе почекам до 100 учесници да има и ќе започнам со активноста, за да не губиме многу време, пошто веќе помина час и половина. Еве сега за кратко.
Мислам дека е доволно. Еве, започнувам. И сега, гледате на самиот екран дека првата активност ми се појавува, ова активност ќе биде на главниот екран, односно на електронската табла. Активноста е одговор на прашањето како со еден збор би ја опишале алатката QueryPod, Word Cloud, и сега тука имаме време. Значи имаме време од 1 минута и додека не го кликнам копчето Start Activity, значи учениците нема да им се појави активноста и нема да може да ја решаваат. Можем да го зголемувам времето, по 30 секунди се зголемува, или можам да го намалувам. Еве, например, јас ќе го оставам на минута и пол, доволно е, но можам и во текот на активноста, ако гледам дека не добивам доволен број одговори, да го зголемам времето. И сега кликам Start Activity. Ако забележавте, тука имам едно облаче. На облачето ги пишува бројот на добиените одговори. За сега, еве, има 10, 11, 12 одговори. Значи, ќе чекам. Ако има потреба, и ќе го зголемиме време траењето на активноста. И да видиме конкретно, значи практично, како се користи оваа алатка, како ние со учениците би ја користели. Околу 30 на секунди има уште. Се надевам дека на сите ви се отвори активноста и дека лесно можете да ги пишувате одговорите. Има уште 13 секунди. Мислам дека е доволно, не мора. Еве, вака кога има уште 10 секунди, вака учениците ја одбројуваат уште колку време има до активноста, а можеме и ние сами да ја завршиме на End Activity. Сега, еве го облакот од зборови што го добивме, дека оваа алатка QueryPod е одлична, интелигентна, иновативна, супер лесна, ефективна, одлична, јасна, учителско супер, интересно, гениална, многу добра алатка. Многу се радувам што има вакви одговори. Се надевам и дека бев јасна и за време на презентирањето и сега со практичниот дел. Сега би сакала да одиме на следната активност. Еве, ова е пул. Дали сметате дека оваа алатка може да ја користите во вашата настава? Да, не, или не сум сигурен или сигурна. Значи, тие опции ги имате можности. Доволно е 1 минута. Ја започнам активноста. На овој начин може и да истражиме дали, например, има можеби некои потешкоти со примена на алатката. Најверојатно тоа ставувам и што може да биде, меѓутоа нема да зборувам сега на таа тема, бидејќи следното прашање е поврзано со тоа и не сакам да сугерирам ништо. Седумдесет и осум одговорија. Еве ајде уште малку ќе посекаме. Сега ќе кликнам и на End Activity, да знаете дека може и на тој начин да прекине активноста. Еве, End Activity ви дава само 2 секунди да се заврши. Еве, дали сметате дека оваа алатка е применлива? 20 од колегите одговориле да, 5 не, и не сум сигурна. Сега ќе видиме што се причините, меѓутоа ме радува тоа што имам голем дел од колегите кои што сметаат дека веднаш е применлива алатката и ве охрабрувам дека навистина е така, затоа што и јас нормално дека кон секоја нова алатка најпрвин се мислиш дали ќе одговара на учениците, на нивните можности, дали техничкиот дел добро ќе го завршиме за да може да даде ефективни резултати. Сега
Ајде да видиме следниот слајд. Со кои предизвици мислите дека би се соочиле при примена на алатката? Тука сега, може би 3 минути е многу. Еве, ќе оставиме минута и пол, па ќе додадам доколку е потребно. Започнувам активноста. Веднаш има 18 колеги кои одговорија. И се зголемува бројот. И тука, значи, можам да ја прекинем активноста за кратко. Бидејќи се гледа дека ќе добиеме доста одговори. И јас сум љубопитна на кој начин ќе ги добиеме одговорите, затоа што од учениците имаме помал број на одговори, па лесно се читаат, се анализираат, а тука ќе имаме поголем број на одговори, да видиме во која форма ќе ги представи оваа алатка. Мислам дека е доволно. Ајде да видиме. Значи, еве тука се гледа дека имаме 65 одговори и ни дава well done и results, односно резултатите еве. Резултатите ни ги дава на овој начин. Немање на електронски уреди за учениците, немаме смарт табла, немаме технички да можат соодветно, технички ресурси. Јас мислам дека нема пречка, значи одлично во некои училишта се добро технички опремени, немање доволно смарт уреди, така со техниката, немање на интернет, компјутер, лаптоп, таблети. Се надевам дека ќе се подобри ситуацијата во училиштата и дека ќе има набавено, затоа што за да бидеме во чекор со современите текови во образованието, потребни ни се дигиталните уреди и за нас наставниците, за учениците, за да можеме да реализираме тоа што ни го бара современото живење, но исто така предизвиците кои што ги имаат учениците. Недостиг на компјутери, ограничен број на презентации, немање техничка поддршка, претежно, значи проблемот е тој и со интернетот, со техничките уреди. Одиме уште една активност, оваа сега малку покреативна ќе ви биде, да нацртате мало лого или символ кој би ја представувало оваа алатка за учење. 5 минути се многу, ама еве 2 минути, започнувам активноста, значи тука ќе нацртате некое мало знакче, дали ќе биде во врска со чувствата додека учениците учат со оваа алатка или пак што носи во себе оваа алатка, значи оставам на вас и на вашата креативност. Повелете. Веднаш имаме 35 одговори, 62, така да јас можем и за кратко да ја прекинам активноста. Што малку само ќе оставам, никој да не почнал да црта, да не довршил. Имаме 82 цртежи. Мислам дека е доволно. Уште 2 секунди има и завршуваме. Значи имаме 85 цртежи. Сега имате можности, тие што сте влезени во лекцијата, да гласате за најдобриот цртеж. Само не знам колку време ќе ни треба за тоа, зашто има многу цртежи. Меѓутоа, еве имате можност. Гласајте, да видите како изгледа тоа за учениците. Најинтересни цртежи, најпредставителни што ја представуваат оваа алатка. Така. Имаме доволно гласови. Еве веќе више и на 100. Мислам дека е доволно. Завршува гласањето. Одлично. Значи, прекрасни логоа, символи, дека се учи со љубов или среќно учење,
Исто така, сијаличката ни дава знак дека има многу иновативност, многу идеи кои што и ние како наставници можеме да ги вклопиме во оваа алатка, но и идеи кои што повратно можеме да ги добиеме од учениците. Ви благодарам многу и за вашиот ангажман за време на овој вебинар. Бевме, се надевам, продуктивни и сега штом завршивме со лекцијата, тука има едно копче End Lesson и завршуваме. И сега ќе не праша дали сакаме да ја завршиме оваа лекција, и можеме да направиме cancel, да го одложиме тоа, или да направиме end, и тука веднаш имаме например кој ученик или кој учесник од вас, од колегите, дал одговор, например, еве Андријана дала одговор на сите активности, ги решила, некој не успеал ниту на една, некој на две, на три, така натаму, но важно беше да биде, да се најдете во улога од другата страна, значи во улога на учениците, како тие ќе ги решаваат овие активности. Јас сега ќе престанам со споделување на мојот екран. Се надевам дека сето ова што беше презентирано на овој вебинар, дека беше корисно и дека веднаш сигурно кај вас имате многу идеи како и на кој начин може да се искористи оваа алатка во вашите училници, со цел наставата да ја направиме поиновативна, покреативна, поголема активност да покажеме кај учениците, да бидат учениците со позитивни емоции додека учат и да ги инспирираме. Со цел да постигнат поголеми резултати во учењето и да ги поттикнеме и кон само учење. Почитувани колеги, јас гледам дека имаме две наставнички, две присутни на вечерашниот вебинар, кои што креваат рака и сакаат да постават прашање. Во интерес на времето имаме 8 часот и 15 минути. Јас би замолила, првен да пофалам Марија Богатиновска, која што е во позадина на сета ова техничка поддршка, за да можеме да возможиме 500 наставници да влегуваат на овој вебинар. Друго, да кажеме, да се извиниме, не е наша грешка, бидејќи повеќе од 501 присутен не дозволува линкот, така да секој што ќе го вклучиме може би го исфрла некој од сите тие 501 по случаен избор, така да не ни се лутите нас, значи не е до нас, туку е до вашиот огромен интерес. А сега, Марија, мислам дека има две наставнички кои што ете Македонка Узунова, ако сака да постави прашање, нешто поврзано. Мислам дека е овозможено да вклучи микрофон. Ајде, повели Македонка. Или може би пак само сакала да, а не може да пишува, одговорено сега помина, не. Во ред, значи, доколку сакате со микрофон, слободно може да се обратите, а за сите оние кои што го следеа вебинарот, а сакат да се повторат, ќе има видео снимка, значи, веднаш која што ќе биде подготвена после вебинарот. Исто така забележане вашето присуство, бидејќи скоро сите го пополневте значи формуларот за присуство, и Сонја, Марина, Мари од другата страна. Јас мислам дека одлично започнавме овој серијал со вебинари. Уште еднаш подсетиме каква е нашата обврска поврзана со послем следењето. Значи имаме можност за практична примена и да го докажеме нели тоа што го научивме. Ајде уште еднаш само подсетување и може да го одјавиме овој вебинар. Така, значи за да се добие сертификатот за применети знаења, најпрво треба да се изработи интерактивна лекција за еден наставен час, значи за една содржина со еден стандард. Потоа таа интерактивна лекција треба да се примени на наставниот час во работа со учениците,
а по реализацијата на часот треба да се пополни формулар во кој што ќе има одредено место каде ќе се стави линкот од интерактивната лекција. Исто така треба да се напише рефлексија од наставниот час и од примената на алатката и да се достави една фотографија на имейлот кој што ќе биде на страната на Зон Учител. Значи, овие денови очекувајте дека ќе има објава со конкретни чекори како да се добие сертификатот за применети знаења, додека пак сертификатите за стекнати знаења веднаш, значи неколку денови, ден-два по овој вебинар, дека ќе бидат исто така ставени на страната на Зон Учител. Нате? Време е да се одјавиме, почитувани колеги, ви благодариме пред се за огромниот интерес за овој вебинар, вашето присуство и се гледаме за скоро на следен вебинар со слична тема, но и мислам дека е време да си повежбаме една интересна алатка која што до 1 декември сигурно ќе се имплементираме на нашите часови. Благодарам Сонја уште еднаш за оваа инспиративна вечер и искрено научихме многу. Благодарам. Благодарам и на вас. Убава вечер на сите.